Јас не сум изненаден од глупостите што ги кажува градоначалникот на Крива Паланка, затоа што тоа е својствено на ВМРО ДПМН, како сите да се родени од иста мајка. Се надпреваруваат кој од кој повеќе ќе излаже. Така и во конкретниот случај спомнува и кажува глупости за фабриката Карпош, а кога јас бев министер и кога ги пратев работите што ги прави Никола Груевски и кој зулум прави на Република Македонија, господинот Арсенчо правеше алаш вереш таму на границата. И само да му кажем и него и неговите пријатели да му смислат некоја попаметна лага од ова што сега ја кажуваше, а тоа е дека фабриката Карпош е отворен стечај на 9 октомври 2001 година. Ако не знаел, да му кажам, во 2001 година власт во Република Македонија беше ВМРО ДПМН, а министер за финансии беше Никола Груевски и токму со неговиот подпис во Фесал 2 аранжманот влегува и ова фабрика Карпош. Иначе сакам да му кажам на господинот Арсенчо дека Стефче Јакимовски нема ама баш никаква врска со продажбата на фабриката Карпош. Таа е продавана пред јас да бидам министер, односно времето на министерот Илија Филиповски. Па према тоа сакам да го запрашам дали кривичната тужба за клевета ќе си ја пише сам или сака јас да му ја пишам. Јас би му советувал сам да ја пише, можеби малку поблаго ќе ја напише, а што се однесува пак до неговата имотна состојба во која што наведува дека 3 милиона евра добил наследство, јас навистина сум вчудоневиден како може толку големо наследство да има, имајќи во предвид дека неговиот татко бил свештеник и не можам да сватам како може толку многу пари, 3 милиона евра да се соберат од погреби, па се чудам дали татко му бил свештеник во Крива Паланка или пак бил во Атина. Благодарам.